И еве сме назад, почитувани гледачи, во продолжение зборуваме на тема мода. Во време кога се побрзо модата се купува, облеките се купуваат, предметите се купуваат, ние некако се трудиме да ставиме акцент на одржливоста, но исто така и на брендовите кои што нудат автентичност, приказна, а и човечки допир. Јова е токму таков бренд, составен е од сестрите Натали и Оливера Ристовски, кои преку рачно изработени хеклани ташни успеваат да ги поврзат традиционалниот македонски занает, современиот дизајн и, како што спомнав, и одржливата мода. Од што се инспирирани, сите детали за нивната нова колекција и за начинот на изработка ги дознаваме токму од Натали и Оливера Јова. Добре ни дојдовте. Добро најдовте. Како сте? Добро. Супер. Доста сте во движење периодов, доста сте ангажирани периодов и благодарам што одвоевте време да бидете дел од неделниот микс. И еве, за почеток спомнав и во најавата, Јова не е само моден бренд, туку и многу повеќе. Всушност, станува збор за лична семена приказна. Па ете, кажете ни за почеток, од самото име може да тргнеме и како всушност дојдовте на идеја да го креирате брендот? Па, името доаѓа нашата баба Јованка. Она беше првата што не воведе во традиционалниот начин на изработка, хеклањето и други техники, нели, македонски. Така што го скративме малце за да биде модерно и да биде светски името во Јова. Идејата тлееше, мислам дека цел живот, но пресудно беше моето живење во Милано. Таму работев во секторот на дизајн и сватив дека премногу се вреднува рачната изработка и тој Made in Italy лейбл. Решив да се вратам и да започнеме бизнес заедно со сестра ми, бидејќи Македонија е една од ретките земји која што има толку добра, квалитетна работна сила за хеклањето и сметаме дека заслужува светски печат. Апсолутно е така. И ете колку всушност спомените од детството и од вашата баба влијае да биде клучно да го започнете Оливера овој бизнис. Па ние тоа него не забележувавме како деца, тоа беше дел од нашето секојдневие. Ја гледавме како плете, научеше да плетеме, да хекламе, ни беше, не знам, интересно, не беше, него доживавме ние како бизнес, не беше нешто како баба го прави. Затоа сакавме таа емоција всушност да ја преточиме во бизнес. Не е чисто само бизнес, туку буквално тргаме од тоа што сме ние, како што ние идентитетот самите деца. И сакавме баш таа емоција да преточиме во самата работа, во плетењето, во нашата приказна. И мислам дека и луѓето многу сакаат да се поврзуваат со приказните и многу убави впечатоци имаме добиено од клиенти и од луѓе што првпат не дознаваат на кој начин и тие се поврзуваат затоа што гледаат дома исто. Обично сите баби нели плетат, Точно. го гледаат тоа и никогаш никој не го размислува како дека може да направи некаков бизнес од тоа. Да, и да биде бренд македонски препознаен кај нас, но верувам дека и пошироко постепено се ширите. Двете имате живеење во странство, спомнавме, што беше пресудно да се вратите и да го започнете брендот. Па јас студирав во Лондон, на постдипломски бев, 1 година живеев таму, се вратив подоцна тука и работев долго време со интернационални клиенти. Работев во светот на беше накид, всушност беше пак аксесорис, значи работев маркетинг скоро 10 години. И веќе го знаев тој бизнес свет, да кажам, како функционира во светот. И некако се споивме со сестра ми, она беше, може да каже самата, исто 10 години некаде она беше. Јас 10 години, да, исто студирав во Милано, па работев, но пориво за бизнес го имав цел живот, уште од мала имав обиди за бизнес од 20 години, првиот бизнес го започнав. Па прекинав бидејќи сакав да се усовршувам на мастер во Италија и никако во последното студија каде што работев, мислам дека го достигнав нивото во кое што можам да бидам таму и не гледав дополнителен напредок. Следниот чекор беше или да сменам работа или да почнам нешто свое. Меѓутоа и додека работев, ја цело време имав и фриленс проекти и творев, дизајнирав. Па така некако се споивме
сличен бизнес и креативност и бизнес майндс. Да, ама сличен сенс имаме, кликнавме. Нешто што е најкреативно водење бизнес. Значи тука спојува се што сакаме да го правиме, хобито, 10 години, 15 искуство. Да, и некако убаво ти е кога работиш. Со свој, се чувствуваш, да. Исто така, кога станува збор за slow fashion, ми се чини дека slow fashion еве да објасниме нели на гледачите и вие подетално ќе ни објасните, всушност буквално знаеме од каде и како тоа е начинот и процесот на креирање на самиот производ, во случајот ваш ташните. Па еве кажете ни како изгледа тој креативен процес од почеток до крај, од прилика во кратки црти. Па еве конкретно за Blossom колекцијата почнавме со нашите лични емоции, како нашите женски лични трансформативни емоции у периодот што се случува кога ја работевме. Убав период имавме ланската година, значи оваа колекција почнавме да работиме на пролет со појавата на првите цветови и се чувствувавме некако среќни, слободни, своји. И некако цела година така беше и на крај кампањата своја направивме. Соодветствува баш. Да, во однос на процесот на дизајн, нормално мора да имаш од некаде инспирација. Сите дизајни од некаде сме добили инспирација за да ги добијат овие форми. Кога ќе се јас сум таа што ги прави првите прототипи, ги хеклам и потоа работам со искусни занечи. Имам една девелопер, жена што работи развој на ташните, со неа одработува техничкиот цртеж, кога тој ќе се среди, се пушта во производство, што е споро. Една жена до 3 ташни неделно може да направи. Збориме се работи за рачна работа, меѓутоа не е само хеклањето во процесот. Конкретно еве да кажам, да, слободно можеш да покажеш. Ташната бисера внатре е обложена со веганска кожа која се добива од грозје. А овој дизајн конкретно со работка со семејството Талеви. Тоа е Талеви за бисери, да, Талеви, најпознатото семејство за бисери од Охрид, кој што прифати да соработува со нас. И овој дизајн е премногу драг. Така да тука се вклучени многу детали, елементи за да се направи еден дизајн, да. Буквално мислите на секој детал, нели? И вашите ташни исто така се секоја различна, секој, нели, различен стил. Еве ги нашите гледачи ќе можат да видат и покрај тоа што внесувате традиција, сепак многу современо и многу модерно изгледаат и колку е всушност предизвик да се најде баланс помеѓу модата и традицијата. Оливера? Па многу следиме ние трендови, следиме што се случува, што ќе биде идната година или таа после таа, идеме на сајми нормално, значи не можеш да работиш мода а да не ги следиш тие трендови. Но сепак мислам дека инспирација добиваме, како што кажа Натали, од тоа што во моментот ни се случува, тоа што што е нешто лично со нас поврзано. Ако може да додадам, да, во однос на современиот дизајн, тоа е нашата иновација што ја носиме. Тоа е добиено од искуството. Значи 10 годишното искуство во работење на современ дизајн и познавање на таа техника на работа. И кога ги познаваш двете работи, можеш да смислиш нешто ново и различно, што можеби не потекнува од македонските корени. Ние земаме нели традицијата и занечиството, меѓутоа внесуваме и нови детали и тоа прават еден дизајн да изгледа различно. Меѓутоа во еден иако е рачно, сепак да може да се реплицира и да изгледа современо и квалитетно. Да, поентата дека хеклањето како една од најстарите техники на изработка може да се употребува за било што е модерно и ново. Ако знаеш како да го изведеш, значи има тука многу работа позадина. Така, да. Имате различни модели, можеме да видиме и на инсертите на вистина разновидни приубави ташни. Имате ли некоја ташна која што вас лично ве опишува? Или невозможно да се одреди само една? Сите во различен период. Да, во различен период. Јас себе ќе кажам конкретно, во последен период ми е Фјори многу пријатна за носење. Која е Фјори сега? Фјори, дали имаме? Имаме, да, еве ова е Фјори.
Затоа што е некако кросбоди, имам 2 мали деца и многу ми е практично затоа што рацете ми се слободни, а се ми собира што ми е основно и одма можам да го најдам. Ставате преку? Да, но таа може да се носи што на многу начини. Може да се носи како рачна ташничка, ако се извадат ламците од озгора, само со цветниот детал. Но не знам, во различен период риса ми е исто така кога сакам малце повпечатлива, ако сум поедноставно облечена, риса ставам и сум дотирана. Да, стейтмент она што се вели. Воведовте исто така и дигитален пасош со NFC технологија. Вие ќе ни објасните сега тоа што конкретно значи. Колку е важно модата денеска да понуди транспарентност и всушност подлабока приказна на производот, да знаеме буквално како изгледа целиот тој процес на креирање? Дефинитивно е важно и клиентите кои што се свесни го бараат тоа. И важно е затоа што Европска унија воведува нова регулатива од 2027 година. Сите што сакаат да продаваат во Европска унија, а се декларираат како одржлив бренд, мора да го имаат овој дигитален пасош. Ние склучивме договор со фирма од Италија уште минатата година, 2025, а го имплементираме во оваа нова колекција. NFC технологијата работи на блокчейн, што значи тоа што ќе се внесе таму останува за секојаш пишано. За нас е додадена вредност бидејќи сите информации се вистински. Ние сме вистински одржлив бренд, вистински внимаваме од каде ги набавуваме материјалите и гледаме тие да дојдат од сертифицирани средини, сите да се од Европа, најчесто ги набавуваме од Италија. И секако во тој дигитален пасош клиентот може да го прати целиот процес на создавање на таа ташна и што би се случило потоа, кога таа повеќе или нема да користи процесот на разградување. Внатре ги пишува сите вредности на брендот и дополнителна вредност за клиентот е тоа што може да си ја присвои ташната, да биде само негова. Значи секоја ташна има посебен код и тој не се повторува. Вау, навистина уникатно. Уникатноста, секоја ташна е секако уникатна затоа што не може рачна изработка да се исти ташните, но ова додава многу голема вредност и за самиот купувач и е нешто многу битен детал што без него не можеш да одиш во Европа да продаваш понатака. Да, и еве и ова може да се каже дека е заедница, не само бренд, па какви жени всушност вие би сакале да ги носат вашите ташнички? И па жените што ги носат нашите ташни се прво свесни жени, знаат што купуваат. Битно им е тоа што го носат да е транспарентно, да е одржливо, сакаат рачна изработка, вреднуваат македонски дизајн. Тоа не е најбитно. Сакаат исто така убаво нешто да изгледа на нив кога ќе става, да е модерно. И некако тоа UVA Circle природно ни дојде да го направиме, затоа што од сам почеток со некои од нашите клиентки сега сме и пријателки. Така се поврзавме, да кажам, и толку ми е драго тоа, што сега и дури, не знам, самите жени што влегуваат сега во UVA Circle, или новите наши купувачки, добиваат некоја чувствена припадност. И на нас тоа ни е баш како што ја почнавме или како што почнавме разговорот, ни е битна таа припадност како еден вид на едно семејство. Така, да. И тоа е навистина прекрасно да имаме наш бренд кој што е всушност светски. Кога станува збор за регионот, дали планирате, дали ви ќе се ширите, какви се вашите размислувања во тој дел? Во преговори сме за на Балканот позиционирање, ланската година доста продававме во Лондон и Њујорк преку партнери B2B2C работевме, така да има заинтересираност за овој производ, меѓутоа треба дополнително стратегии и добри партнери да се најдат за да се прошириме и надвор од Македонија. Онлайн претпоставувам дека може да се нарачуваат, така од било каде. Може да имаме со DHL правиме шипинг од Македонија, што за максимум една недела клиентот би имал ташната било каде во светот. Така, ето ја спомнавме одржливоста, колку всушност е важно и ми се чини дека се повеќе купувачи внимаваат на тоа. И кога станува збор облека, материјалите кои што ги носиме, но ете и ташните кои што ги користиме и тоа е навистина, верувам дека доста и тежок процес, нели? Еве го производот го гледаме тука преубаво изгледа, но што се стои позади него, колку труд, посветеност?
тежок, ами не толку, бидејќи јас излегов од таа индустрија, јас работев и одржлив дизајн и постојано бев на сајм и ги пратев сите трендови. И мислам дека е жално во 2026 година да гледаме производи што не доаѓаат од природен материјал, бидејќи има доволно. Но разликата е тоа што се 3 до 4 пати поскапи од материјалите што доаѓаат од нафтената индустрија. Така, да. Но нарадува, бидејќи ние самите пробуваме да покренеме таа свест, од негде некој мора од некаде да почне. И луѓето препознаваат, и тие што не биле толку свесни, знаеле нешто од прилика, не биле толку свесни, ги интересира да дознаат повеќе. Да. Тоа многу нарадува. Така, и верувам дека она живење во странство си го поттикна тоа и кај вас уште од помлади години да некако сосем поинаку размислувате, нели, да воведувате новини. Да. Колку ете странство вас во обликуваше и од личен и од професионален аспект? Па секаде каде што живееш има печат на тебе, не знам, и Македонија влијаело, и Италија, Италија и Македонија се многу слични. Јас викам италијанците се балканци со европски пасош. Така да сме многу слични. Меѓутоа, свесноста е на многу повисоко ниво. Таму нема човек што не знае како да рециклира, например, отпад, што основна работа. Во Македонија свесноста е на многу пониско ниво, меѓутоа полека луѓето почнуваат да се освестуваат. Треба едукација и мислам дека таа треба да започне уште од градинка. Да, за тие работи. Да, исто јас во Лондон живеев пред 12-13 години, значи тоа е пред многу време. И тогаш постоеше таа свест и за одржливост, и за second hand shops. Имаше, значи, премногу, луѓето купува без срам да одат да купат облека што е од втора рака. Пак си уникатен, купуваш нешто што веќе не можеш да го најдеш во масовна потрошувачка, масовни. Еве да ги покажеме. Мислам, гледачите верувам и ги гледаат, но еве можеме да ги покажеме самите ташни колку се навистина уникатни, преубави во различни бои. И може да се носат на повеќе начини исто така. Да. Така. На оваа, например, конкретно со странова големата рачка, да може да се носи како клач. Се носи во диамантска форма исто како бисера. Одлично. Еве спомнавме соработката и со семејството Талеви. Имате ли некои најави за понатамошна соработка? Сега малце сме фокусирани на Blossom колекцијата, меѓутоа имавме одлична соработка и они се секогаш расположени да продолжиме да работиме. Еве са конкретно тука помина и специјалната боја што направивме на бисер заедно за колекцијата. Направивме златна емулзија на бисер, што беше врв на нашата соработка, а конкретно семејството Талеви се едни од единствените кои што се уште ја одржуваат таа традиционална рачна работа. И вчера баш зборавме со господинот Ване, кој што вика, Натали ме чекаше многу за бисерите, вика, ама што да правам, 48 часа се потребни за да се исушат. Да. Така да и таму е процесот спор. И го прашував колку време треба да се направат и за да знам точно колку време е потребно за една ташна да се изработи. Конкретно бисера е повеќе од 20 часа. Вау, тоа е сериозна посветеност, трпение, така што ете секоја чест и гледачите кога ќе носат вашите ташни, ќе знаат всушност што носат, нели? Да. Во однос на Blossom колекцијата, таа е во тек, нели, но ете, ајде да спомнеме нешто за вашите следни ангажмани, визии, што е она што посакувате во иднина? Па ние веќе работиме на нови работи. Да, во јули ќе излезат, ќе има некоја друга новост, не откриваме. Во септември исто така ќе имаме некои нови детали во ташните со некои детали од Италија набавени. Да не откриеме. И секако проширувањето ни е стратешка цел на друг пазар. Да. Одлично, тоа е навистина преубаво. Се надам дека доволно им доловивме на гледачите за Јова, за вашиот бренд и се надам дека ќе се ширите и дека ќе има, нели, се поубави повеќе модели во иднина. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодариме на поканата. Се надам дека хубаво си поминавте. Да, многу беше забавно. Почитувани гледачи, зборувавме за македонскиот бренд Јова, составен, односно креиран од Натали Оливера Ристовски. Ви благодарам што бевте дел од неделниот микс и секако се ве очекувам и во следното издание со нови теми и нови гости. Голем поздрав!